Добар ден, почитувани. Ја следите најновата Телма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Што се тоа тумор маркери и кога треба да се испитаат? На ова важна тема денеска зборуваме со доктор Оливера Жиковска, специјалист по медицинска биохемија. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. Затоа, останете на Телма. Вистини, заблуди и важни совети за тумор маркерите. На ова важна тема денеска зборуваме со доктор Оливера Жиковска, специјалист по медицинска биохемија во приватната клиничка болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма и добар ден. Добар ден и добро ве најдов и ви благодарам за поканата во вашата емисија. Што се тоа тумор маркери? Каква е нивната улога во нашето тело? Тумор маркерите представуваат супстанции, протеини, хормони, ензими кои што се лачат во организмот како последица на одговор на некоја малигна или присуство на некоја малигна или бенигна промена во организмот. Постојат околу 100 тумор маркери, но рутински вака во лабораториската пракса, барем кај нас, се користат околу 20-тина, со тоа што има и нови тумор маркери, кои што со тек на време се надевам дека ќе влезат во таа рутинска пракса и ние ќе ги работиме истите. Тумор маркерите, кога се покачени во организмот, значи дека има пролиферација на туморското ткиво, кој што може да биде од малигна или бенигна природа, односно неконтролиран раст на туморски клетки, кој што го покачува тумор маркерот и се додека туморот не се открие и адекватно да се третира, туморските маркери ќе бидат покачени ако причината за покачување е неконтролиран раст на туморски клетки. Доколку причината е некој друг воспалителен процес, затоа што тумор маркерите не се покачени само кај туморите од бенигна или малигна природа, туку и кај некои воспалителни процеси. Сега кај воспалителните процеси, штом воспалението ќе се смири, тумор маркерите тие што се покачени како резултат на тоа воспаление ќе се нормализират. А додека не се нормализира, значи ако концентрацијата на тумор маркерите расте, имаме некој воспалителен процес, тој се смири, ама концентрацијата се уште расте, тогаш треба да продолжиме со други диагностички постапки, методи, за да го диагностицираме туморот и адекватно да го третираме, затоа што се додека не е адекватно третиран и не е со соодветен третман отстране туморот, тумор маркерите ќе бидат покачени. Тоа значи дека зголемените, односно покачените тумор маркери не секогаш укажуваат на карцином. Сега каде може да се детектираат тумор маркерите? Дали само во серумот или пак во ткивото, во крвта? Во крвта, во урина, во фецес, во ткивни течности, во туморски ткива, значи во ткива каде што сметаме дека се наоѓа туморот, таму земаме од тоа место ткиво, ткивна течност. Тоа се најчесто кај нас се работат во серум, односно во венска крв, серум или плазма, најчесто. Инаку постојат и во други телесни течности каде што може да се издвои течност за да се испита тумор маркерот. Постојат ли нормални вредности на тумор маркерите кога сметате дека тие се покачени? Нормални вредности секако дека постојат. Значи, ние имаме оној референтен опсег кој што е од до даден од производителот по методата по која што ја работиме. Значи, ние сите во лабораториите работиме на различни имунолошки анализатори на кои што се изработуваат тумор маркерите и сите тие имаат свој лимит на детекција и своја нормална вредност, односно под е намалено, обично намалените вредности не ни се од интерес и над таа референтна нормална вредност.
но кај тумор маркерите не е толку значено и битно ние да ја гледаме таа апсолутна вредност, тој кат-оф ја викаме ние во лабораторијата, вредност на што го дели нели нормалниот од покачениот резултат на концентрацијата на тумор маркери, колку што е битен тој тренд концентрацијски на покачување или намалување. Односно, најдобро искористени тумор маркерите се во следење, мислам тумор маркерите ги користиме за да го диагностицираме заболувањето, за да го следиме текот на заболувањето, дали имаме прогресија, дали има резултат од терапијата. И на крај дали сме на добар пат за терапијата што ја даваме, дали е соодветна, дали треба да продолжиме или да го смениме комплетно планот на лекувањето, и друг тип на лекување или друга терапија да смениме, да вметнеме. И затоа најмногу се користат тумор маркерите за следење на онколошките пациенти. Односно, кога веќе е диагностициран туморот, кога дали е повеќе нели нормално кај малигните тумори, зборуваме за нив, кога ќе е диагностициран. И сега ние ја мериме концентрацијата на туморот пред нели во текот кога сме ја диагностицирале, па следел дали оперативен зафат, дали терапија хормонска, хемотерапија или зрачна терапија, и после завршената терапија повторно ја мериме концентрацијата на тој тумор маркер или на повеќе тумор маркери кои што се соодветни за тој тумор. Сега, ако тука имаме ние пат на концентрацијата, на измерената концентрација на тумор маркерот, ако имаме за 50% да ни паѓа од претходно измерената концентрација, тоа значи дека ние имаме делумна подобрување во состојбата. Ремисија, односно излекување. А ако не се мерливи вредностите, односно ептен се ниски, тогаш имаме потполно излекување. Додека пак и само за 25% да имаме покачување на концентрацијата на измерените вредности од пред соодветниот третман, тоа значи дека имаме влошување, прогресија на болеста и во тој случај треба да превземеме и да се насочиме кон друг тип на третман. Да. Дали покачениот тумор маркер е доволен за да се постави адекватна диагноза или се неопходни дополнителни испитувања? Не е доволен. Идеален тумор маркер нема. Првин тоа да го објасниме, затоа што диагностичката вредност на тумор маркерите зависи од неговата осетливост и од специфичност. Еден тумор маркер е осетлив, добро осетлив, значи има осетливост од 100%, ако тој е покачен само кај малигни болести. Иако па уште подобро ако би бил во рана фаза нели на појава на туморот. А би имал специфичност 100% ако кај бенигните, кај воспалителните биде мирен. Ама таков идеален тумор маркер не постои. И затоа нас тумор маркерот може да не биде, например, некој пациент доаѓа и бара само тумор маркер да се испита. Тој може да биде и покачен како резултат на некој воспалителен процес. Како, например, едно воспаление на панкреасот, едно воспаление на црн дроб, па дури и менструален циклус, во период на менструален циклус кај жените, знаете сега 125 да биде покачена. Дури и во период на бременост. И сега ние, ако го испитаме тогаш, во тој период, тој тумор маркер, и нас не излезе покачен, ние мора да го тоа потврдиме со останатите диагностички постапки кои што нели се многу важни во диагноза на малигните заболувања, тоа се веќе компјутеризираната томографија, магнетната резонанца и така натаму, односно рентген диагностиката. Споменавте дека идеален тумор маркер не постои, а има ли универзален со кој што може да се потврдат разни форми на карцином? Не, универзален нема. За жал, тумор маркерите
само некои се органоспецифични, значи поврзани со органот, како што е ПСАТО. Например, кај ПСАТО знаеме дека станува збор за простата, затоа што е органоспецифичен само за тој орган, ама не е пак специфичен за само за малигни болести. Мада, ако имаме покачување на вредностите многу повисоко, со сигурност е малигнен процес. Или, например, новиот KE4 кој што го користиме за оваријален карцином, исто и тој. Само кај оваријален карцином е покачен. Универзален нема, се прави комбинација, мислам, има нели тумор маркери кои што се покачени кај одредени болести, од прв избор ќе ни биде еден тумор маркер, од втор избор друг. Секогаш ЦА, тоа е еден тумор маркер кој што не е специфичен за орган, туку е неспецифичен, опшно го, туку ако е искомбиниран со специфичниот за тој орган, во тој случај тој тумор маркер ни покажува дека имаме метастази или дека имаме рецидив, односно повторно враќање на туморот. Ајде да го погледнеме телопот со најчестите тумор маркери кои што се испитуваат. Значи ги има повеќе, не е еден, веќе споменавте дека 20 тумор маркери што ги користиме сега за сега. Така можеме на видеозидот да го погледнеме тој телоп, го очекувам од режија. Еве ги. Сега кога станува збор за ЦЕА, да, тоа е општиот тумор маркер, тоа е тој кажува на повеќе всушност. Да. Карциноми. Тој укажа први ЦА-то е тумор маркер кој што како прв изборен маркер го користиме кај карцином кај колоректален, односно на дебело црево, по-конкретно на ректум, ама пак да биде испитан заедно и со CA19-9 како маркер од втори избор. Ама во секој случај кога ЦА-то ни е покачено, во тој случај значи дека некаде има метастазија. Сега не покажува точно каде се наоѓаат метастазите, ама ако го проверуваме еве со CA19-9, тогаш имаме метастази, промената е во гастроинтестиналниот тракт. Ако е многу покачен ЦА-то, тој е најспецифичен за ректум, но може да биде и кај простат, покачен и кај панкреас, кај карцином на панкреас, исто така ќе биде покачен. Кога станува збор за карцином на дојка, го испитуваме заедно со CA15-3. И сега, ако и CA15-3 е покачен и ЦА, тогаш веќе 80% имаме сигурност дека станува збор за метастатски промени или за повторно појавување на туморот на другата дојка. Има некои специфични тумор маркери кои што се однесуваат на белите дробови? Па за белите дробови има така два тумор маркери кои што се користат кај нас. Едниот цифра 21-1. Тој е тумор маркер кој што се користи и е специфичен за неситно клеточен карцином на бели дробови. Истиот може и да биде покачен и кај карцином на бешика, мада може да биде и кај немалигни заболувања на бели дробови, ама сепак кога имаме зголемување на вредностите, повисоки вредности кога имаме, станува збор за неситно клеточен на бели дробови и НСЕ, односно неурон специфичната енолаза, која што е пак за ситно клеточен карцином на бели дробови. Можеме да видиме дека има и тумор маркери кои што се специфични, би рекла, или кои што се прават кај жените кај кои што постои сумнеш за рак на јајниците? Да, тоа се CA125 и овој новиот HE4 кој што е понов тумор маркер и кој што е многу повеќе користен затоа што со испитување на двата и на CA125 и на HE4 се зголемува и сензитивност и специфичност и на CA125 и се има еден алгоритам на пресметка кога се испитуваат двата
тумор маркери и тоа е Рома индекс, кој што ни е една алатка која што ни ја диагностицира, односно диференцијално диагностички ни покажува дали промената во малата карлица, односно во јајниците е бенигна или малигна. Може ли тумор маркерите да бидат мирни покрај тоа што ке пациентот има напредната фаза на карцином? И колку се овие всушност испитувања прецизни, може ли да бидат лажно позитивни и лажно негативни? Сега многу е важно и кога се зема примерокот. Тоа е едно од најважните, не само за тумор маркерите, за сите лабораториски испитувања. Кај нас мислам дека многу малку се внимава на правилна подготовка на пациентот пред да се направи било која лабораториска анализа. Што е важно да се преземе во тие моменти? ПСА. Тоа е маркер што се зема за простатата. Не смееме него да го правиме ако сме правеле пред ден, два преглед на простата. Добро. Или пак ректален преглед. Мора да помине минимум 10 дена за да ја го провериме ПСА. Затоа што ако отидеме кај абдоминалниот хирург и ако ни направи или кај урологот преглед на или на ректум или урологот на простата и веднаш се индицира да се изработи ПСА и пациентот веднаш дојде во лабораторија и му се земе примерок, ПСА ќе биде покачено. И во тој случај ни е наш лажно позитивно покачено. Или оној тумор маркер што го спомнав за бели дробови НСЕ, тој се наоѓа во еритроцитите, ензим кој што може да биде присутен во црвените крвни клетки. Во црвените крвни клетки. И ние ако крвта која што нас ни ја зема при венепункција, настане хемолиза, автоматски имаме покачени вредности од ослободените еритроцитите кои што се распаднате и ќе биде покачена. Потоа многу важно исто е одредени анализатори на кои што ние ги изработуваме тумор маркерите, мислам имат одредени методи во кои што се користат бои, кои што да речеме бои за да ги детектираат тие комплекси што ни се создаваат, како на пример еве биотинот. Во некои од методите кои што ги користиме имаме биотин кој што спаѓа во Б витамини. Сега ако ние пред да ги проверуваме тумор маркерите, пиеме терапија витаминска, која што има Б комплекс, каде што имаме сите витамини од Б групата, може да бидат покачени. Затоа не е препорачливо секој пациент да дојде и сам да си проверува тумор маркер. Туку треба да се јави на матичен, основно е на матичен лекар, но и матичните лекари мора да ги знаат одредените правилни подготовки на пациентите за лаборатории, па и специјалистите кои што работат, затоа што тумор маркерите се анализи кои што не ги испраќаат само дигестивните, гастроентерохепатолозите, туку и останатите лекари. И мора да ги знаат работите, мора да знаат се за пациентот, мора да знае дали правил некаков преглед, дали има воспаление. Затоа што ние ако имаме во моментот некој воспалителен процес, нас исто тумор маркерите може да не бидат покачени. И сега ако пациентот се јави кај матичниот, и матичниот знае дека ќе биде тој тумор маркер при таа состојба покачен, матичниот лекар ќе го посоветува дека не, сега не е време, ќе почекаме, затоа што тумор маркерите не е итна анализа, малигните тумори не се создаваат за еден ден, два и преку ноќ. Тоа се мутација на гени во клетка кој што трае подолг временски период, па да дојде да резултира со појава на малигнен процес. Кога зборуваме за лажно позитивни или негативни резултати добиени на тестот за тумор маркери, какво влијание имаат лековите што се пијат? Или пак ако некој непосредно пред земањето крв запали цигара,
ќе влие Не, на за резултатот? тумор-маркерите, еве за витаминската терапија, посебно Б витамините, ради тоа што во методата нели ја користиме. Но некои лекови како што антикоагуланти, еве и тие веројатно ќе влијаат на Убаво е за сите анализи, најдобро е да се земе крв на сабаиле пред примена терапија. Тоа важи за сите лабораториски анализи. Тоа е најдобро затоа што одредени лекови може да влијат одредена терапија, но не толку на тумор-маркерите или да речеме еве храна не може да влие, затоа можеме и не на јадење, ама се препорачува секогаш на гладно, наутро одморени. Што се однесува до пушењето, не, пушењето е како ризик фактор кој што може да ни придонесе да се добие карцином, сега најповрзан е со карцином на бели дробови. Така, но и на сите видови карциноми и на целото го нарушуваат здравјето на човекот. А кога станува збор за испитување на тумор-маркери преку урина, дали е тоа практика кај нас? Ретко. Ретко? Ретко, да. Еве ние во нашата лабораторија сме работеле до сега само од кивна течност, од стомачна празнина, урина ретко. И обично во урина се работат тумор-маркерите кои што се за уринарните органи, за урогениталниот тракт, ретко се работат кај нас во урина тумор-маркерите и ретко се бараат. А често дали тоа чиста анализа? Доаѓаат пациенти често да за урина? Бараат, не да бараат воопшто анализа на тумор-маркери? Да. Си читат пациентите на Google или си разговараат меѓу... Кои се најчестите грешки што ги прават кога тие самите си ги толкуваат резултатите? Најчестите грешки кога ќе дојде пациентот, нема да биде правилно подготвен, ќе дојде сам, ќе има одреден воспалителен процес, ќе пие некоја терапија, ќе дојде, ќе ги направи и после тоа ќе добие резултати какви што ќе добие, може ниски, може умерено покачени и ќе продолжи понатака да прави други испитувања. Непотребно. Да, непотребно. За паниката да не изборуваме. Да. Ајде во продолжение на емисијата да разгледаме неколку митови поврзани со тумор-маркерите. Докторке, што е точно, што не точно, ќе ни појасните во продолжение на денешната Телма амбуланта. Првата вистина или заблуда, односно првата дилема гласи: ако се добри тумор-маркерите, нема од што да се плашам. Значи, дали мирни тумор-маркери значат и мирен сон? Сега се разбира дека секој што ќе ги види покачени тумор-маркерите, нели нема да му биде сеедно мирни тумор-маркери, за да се покачи тумор-маркерот, значи мора да има некој воспалителен процес, мора да има раст на туморско ткиво и ако се мирни, тогаш е во ред. Но ако има пациентот симптоми одредени кои што поради кој што се јавува на лекар и поради кој што е пратен на испитување за тумор-маркери, се разбира дека тогаш нели се гледа Така? Се гледа и клиничката состојба на пациентот и клиничката слика, не само да се не може само тумор-маркерите да се гледат како засебна дијагностичка алатка и само врз основа на тумор-маркерите да донесуваме да поставуваме дијагноза, но ако се мирни, во тој случај треба да бидеме и мислам ќе бидеме мирни. Да, така. Ке можеме да ги погледнеме на видеозидот, ке замолам од режија останатите дилеми кои што се однесуваат на денешната Телма амбуланта, односно на денешната тема. Следното вели: ако се покачени тумор-маркерите, значи дека сигурно имам рак.
Не, еве ова што го зборувавме. Сега први многу е важно колку се покачени. Затоа што кога во претходниот разговор го спомнавме, обично кај многу тумори, односно канцери, кога имаме покачената вредност корелира со стадиумот на болеста. Колку е повеќе покачена вредноста на маркерот, толку е поголем и стадиумот на болеста. Така. Ако е веќе диагностицирана. Или како што спомнав кај ПСА, тоа е простата специфичен антиген, специфичен за простата кој што може да се покачи и при бенигни и при малигни промени, како при една бенигна хиперплазија на простата. Но ако кај бенигните, тоа е многу по ниска концентрацијска вредност. За разлика од тоа, кај малигните процеси, овој антиген е многу повисок и обично кога имаме повисоки вредности на ПСА правиме и дополнителни испитувања за да значи видим. ова е заблуда. Така? Да. Секое покачување на тумор маркерите значи влошување на болеста. Кога се зборуваме за следење, да, во тоа тој веќе случај е да, точно. затоа што нели рековме ако имаме покачување на концентрацијата од претходно измерена за некои си 25 па и повеќе проценти, во тој случај значи дека болеста прогредира и се влошува. Вистина или заблуда? Само луѓе со симптоми треба да прават тестирање на тумор маркерите? Па да, затоа што први пациентот треба да се јави, како што рековме, на матичен лекар, на специјалист, каде што ќе се земе први добра анамнеза. Значи ова не е скрининг метода всушност. Не, никако не се препорачуваат да се Да работат. си направиме за секој случај, за да видиме, да провериме, појаснивте веќе зошто е тоа така. Не. Тумор маркерите се точни и кај бремени жени. Дали оваа категорија на жени кои што се во Србите вела друго стање, во поинаква состојба, ќе имат и поинакви резултати? Па да, вака, први во бременоста нели имаме хормонални промени и затоа се очекува дека може одредени тумор маркери да бидат покачени нормално, значи да не се смета како патолошки покачани и после бременоста се разбира кога ќе се организмот хормонално нормализира, кога ќе се породи трудницата, тогаш треба да се проверат. Затоа што во тек на бременост не само тумор маркерите, многу параметри се покачени и не се препорачува ниту да се работа, да се анализира, затоа што кога ќе се изанализират, па кога ќе видите во резултатите покачени вредности, па веднаш нели има просто се случува паника и се вознемируваме, затоа има анализи меѓу кои што и тумор маркерите, затоа што реков тумор маркерите не е нешто што мораме да го изработиме денеска, сега итно, може да помине, сега не да чекаме со години, туку да помине периодот, затоа што и во бременоста нели имаме и разни бременности, разни хормонални промени во текот на бременоста, па и трудниците и пред бременоста имат одредени заболувања кои што нели во текот на бременоста уште може повеќе да бидат изразени и затоа се препорачува да не се паничи и да не и да не се земаат во предвид, а после бременоста, да се направат, после породувањето да се направат и тогаш да се потврди дали на вистина се покачени или и се разбира секогаш со консултација со лекар, затоа што никако на своја рак. Затоа што еве една циста на јајници. Исто може да го покачи 72-4. Ние 72-4 еден тумор маркер кој што сите лекари и јас исто пред да работам во лабораторија, секогаш сум го поврзувала со карцином на желудник. Да, тоа е тумор маркер кој што е во 95% специфичен за карцином на желудник. Ама е многу битен тумор маркер и за јајници. Ама не е покачен само кај малигно заболување на јајници, туку и кај
цисти на јајници. И сега ако гинекологот ја прегледна жената и каже да, вие имате цисти, или трудницата може да има и за време на бременост. И може сега 72-4 да е покачено од цистите. Затоа што има со многу цисти, па променети цисти кои што не пукаат со тек на време, како што се очекува. И сега на нас веднаш ни оди, нели, ќе седнеме на интернет и ќе отвориме на Google и ќе видиме 72-4 имам канцер на желудник. Затоа е многу важна консултацијата и разговорот со лекарот. Во толкувањето на резултатите. А докторке, дали се исти вредностите на тумор маркерите кај мажи, кај жени? Зборуваме за нормални референтни, кај млади, кај стари? Повеќе сега кај млади и кај возрастни има разлика во сите референтни вредности, реално не е организмот млад исто со возрастниот, затоа што сепак ќе кажам дека возрастните имат и други дополнителни пропратни заболувања кои што може да го покачат маркерот, но сепак одредени тумор маркери ја има таа некоја граница една, ама има и тумор маркери кои што се како што е овој општиот СЕА, например, тој тумор маркер е различен со различни референтни кај мажи, различни кај жени, кај пушачи различен, кај непушачи, затоа што на тој тумор маркер многу влија и земањето. Така, во продолжение на емисијата, и тоа е следната дилема што треба да ја разјасните. Вели, ако пушиш, секогаш ќе имаш покачени тумор маркери. Не секогаш, но овој тумор маркер што пред малку го споменавте. Ама затоа и во референтните вредности секогаш стои за пушачи и непушачи. Пушачи или ПСА имаме референтни вредности од 30 до 40, од 40 до 50, од 50 една вредност до 40, од 40 до 50 имаме помали вредности, се очекува да мислам референтни се, од 50 до 60 малку повисоки, од 6 до 70 малку и над 70 се повисоки. Затоа таа возрастна разлика и полова разлика влие, ама тоа треба да биде објаснето со референтните вредности на методата и пациентите кога ќе го читат резултатот да се најдат каде се или тумор маркерите за оваријалниот тумор маркер, новиот KE4 кој што го спомнав, тој исто така различни се референтни вредности кај една жена во репродуктивен период, затоа што имаме создавање на јајници, репродукција, а други се во постменопауза. А дали стресот може да ги покачи вредностите на тумор маркерите? Па стресот како фактор, ризик, се може да покачи со тоа што тумор маркерите се поврзани нели со туморното ткиво, а еден од факторите кој што ни е ризик фактор, ни е стресот. А се случило ли пациентите самите да си ги направат овие анализи и да добијат некакви вредности кои што лажно ги охрабриле и не била навремено откриена болеста? Доколку порано е направен тестот од потребното? Па како што одат пациентите да си ги прават тумор маркерите, некако најлесно име на пациентите да ги направат првин тумор маркерите, а не да отидат на редовни контролни прегледи. Затоа што кога би се одело на редовни контролни прегледи, гинеколошки, на дојки, на дебело црево, не може да не се примети промената. Мислам, со тие диагностички и со тумор маркерите само ќе се потврди дали нели станува збор за малигно заболување или не. А кога станува збор пак за повторно појавување рецидиви од заболувања, таму пак тумор маркерите дури 6 месеци порано можат да ни бидат аларм дека имаме метастазирање или повторно појавување на туморот од оние ултразвучни и други диагностички постапки. Докторке, но некога се случува и вашите колеги да ги праќаат пациентите да направат тумор маркери како скрининг. Така е, и не треба така да биде, затоа што сите треба нели да си повториме зашто служат тумор маркерите,
како правилно да ги искористиме. Затоа што сепак тумор маркерите не се секојдневна анализа, не се едноставни, не се ефтини за да се препишат на пациентот да ги изработи, како да се упатат пациентите, затоа што станува збор за скапи анализи и реално без потребното користење на тумор маркерите нема правилна диагностика, нема оправданост и не може да го диагностицират заболувањето. А како обично реагираат пациентите кога првпат ќе разберат дека треба да прават тумор маркери? Дали се исплашени во паника? Па веќе не, затоа што они сами си барат пациентите. Едно време, да, кога се бидејќи има некоја група што се плашат од резултатите. Да, не може да скријат додека се добро се плашат од резултатите, точно. Ама, пак ќе кажам, полесно име првин да ги проверат тумор маркерите, отколку да отидат на специјалистот за некоја промена, затоа што реално ние сите, можеби, повеќето, не може 100%, ама поголем процент, чувствуваме некоја промена во организмот за болеста, зборуваме сега за малигно заболување. Сите ние свесно тоа си го препишуваме на од менструален циклус ми е, први многу луѓе имаме ние што се со анемија. И сега анемијата си ја препишуваат на некоја друга причина, а не дека треба да се направи колоноскопија и гастроскопија и да се оди на гинеколошки преглед. И полесно е ќе си ги направам тумор маркерите. Така, полесно е, но воопшто не е оправдано и може понекогаш да се добие конфузен одговор, кој што е далеку од реалната состојба на организмот. Или барем пациентите кои што не сакаат да одат, не сакаат, треба да се оди на контролни прегледи, но кога доаѓа директно да се провери тумор маркер, најдобро е да се консултираат со специјалистот по медицинска биохемија, барем да ги направат тие тумор маркери што се потребни. Ако не... И како што треба, да бидат подготвени предходно. Да немаат преглед, доколку ја прават ПСА, значи тумор маркер на простатата, да не земаат витамин Б, доколку треба да направат некој тумор маркер кој што е поврзан со... За хормоните важи, пошто обично тие апарати се и за хормони. Сега тоа, новите апарати се по-софистицирани, се предвидени и тие фактори кои што може да влијат на точноста на резултатот, ама сепак да побарат специјалист по медицинска биохемија, за да им посочи што точно треба, затоа што и ние сме лекари, кои што сепак, нели, пред специјалноста медицинска биохемија сме работеле како лекари и можеме да го ислушаме пациентот и да му посочиме што да направи и да го пратиме на право место со резултатите добиени кај соодветен специјалист. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Тилма амбуланта и за убавите појаснувања поврзани со оваа исклучително важна тема, тумор маркерите. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека им објаснивме вака накратко на гледачите за оваа важна тема и се уште ќе биде поважна, затоа што за жал малигните заболувања, па и бенигните се во постојан пораст. Постои одредена и гранка која што е молекуларната генетика, каде што се прават и генски анализи. И генетски анализи, каде што има и течни биопсии сега што се прават. Каде што имаме точно знаеме за каков тумор се работи и можеме дури и да превенираме настанување на тумор, па можеме и да делуваме соодветно со правата терапија. Тоа е понатаму иднината, така да опширна тема на која што може да се зборува и треба да се зборува, затоа што за жал ние сме земја каде што имаме откривање на малигни заболувања во напредни стадиуми, што не сме да биде така.
Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и на вас. Ким се заблагодараме и на гледачите што и денеска ја следеа Телма амбуланта. Со внимание, почитувани, ова беше уште една емисија која што ја реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од оваа емисија и се гледаме секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути. Ви посакувам пријатен ден.